Продолжуваме со серијата проповеди, 5 нешта со кои што искажуваме почит кон Бог. Денеска ни е 4-тиот дел, почитувај го Бог со твоето тело. И мило ми е што кога станува збор за човечкото тело, живееме во време кога човечките права се пренагласени. Така да често пати ќе слушнеме како кога станува збор за телото, знае да биде присутна изреката или слоганот "Мое тело, мој избор". Ова дури го нагласуваат феминистките кога зборуваат за абортусот. Па дури и по прашање на облекувањето, тие знаат да кажат како сакам, така ќе се облекувам. Това е моето тело. И затоа во знак на протест често пати заради тоа што има забрани за жените да се шетат топлес или голи низ градот, тие знаат во знак на протест да излегуваат разголени и да протестираат во врска со тоа нешто. Исто така, LGBT активистите знаат да кажат дека ова е нашето тело, па затоа јас сам можам да изберам дали телото ќе го третирам како машко или како женско. Можам да се направам операција да бидам женско или можам обратно да го сменам полот, да станам машко и така натаму. Но дали навистина е така? Дали ова е наше тело и со него можеме да правиме што сакаме? Имаше еден скеч со Цацко кој што си фати крап, ама упорно го викаше сом. И то што го предупредува вели, тоа е крап, И тој вели, јас си го фатив како сакам, така ќе си го викам. Моја си е рибата. И некогаш ние така се однесуваме кон телото. Ова е моје тело, мој избор. Што сакам со него, тоа ќе правам. Но има некои работи од христијанска перспектива што мораме да ги разбереме кога станува збор за човечкото тело. Прво нешто што треба да го разбереме дека нашето тело и не е баш наше. Ние како христијани, можеби светот верува поинаку, но ние како христијани треба да сме свесни дека нашите тела беа откупени од Исус Христос и затоа сега не припаѓаме на себе си. Ако читаме во 1 Коринтијаните 6 глава, Павле вели, зар не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бог за да живее во вас. И слушнете што вели понатаму, вели, вие не сте ваша собственост. Или во друг превод стои, не припаѓате на себе си. Вашите тела не припаѓаат на вас. Павле вели, откупени сте со скапа откупнина. Скапо сте откупени, затоа користете ги вашите тела со нужна почит спрема Бог. Па нели тоа и проповедта денеска, дека со нашите тела треба да му искажеме почит на Бог. И тоа го вели Павле. Светото писмо ни кажува дека со нашите тела треба да живееме на таков начин со кој што ќе го возвеличаме Бога. Бог да се прослави дури и преку нашите тела. Зошто? Затоа што Библијата ни кажува една важна вистина. Ние сме откупени, нашите тела се откупени за Него, да живееме за Него. И не припаѓаме на себе си. И не можеме да кажеме како денеска феминистките, моје тело, мој избор. Бидејќи нашите тела му припаѓаат сега на Бог. Предпоставете си човек кој што имал возило, кола, и неодговорно се однесувал со колата, така да направил некаков удес, завршила кај мајстор, мајсторот ја поправа, ама поправката е многу скапа. Човекот не може да плати. И мајсторот вели, додека не платиш, не можеш да си ја земеш. Доваѓа негов пријател, вели, јас ќе платам, колку и да е, 5.000, 10.000 евра, ги ја плаќа штетата, и тој вели, сега јас имам право на колата. Тој му ја враќа колата пак на првобитниот собственик, вели, но бидејќи јас ја откупив, сега очекувам да ја користиш според моите правила. Од сега понатаму нема да возиш пијан, од сега понатаму нема да ја возиш така, нема да ја возиш вака. Гледате, овој човек ја откупил колата, му ја вратил назад, но сега тој вели, јас ќе поставам правила, како треба да се грижиш за оваа кола. На сличен начин и се случи со нас. Бог не откупи нас преку Исус Христос. Тој плати за нашите греови, скапо сме купени и Павле вели не припаѓаме на себе си. Тоа е првото нешто што треба да го разбереме кога станува збор за нашите тела. Второто нешто што треба да го разбереме е дека со нашите тела доаѓаат и упатства за употреба. Знаете, обично кога
некој производ ќе биде направен или кој ќе го купиме, со него има упатство. Ако е тоа кошула или мајца, на мајцата обично има прикачено некоја етикета и на неја пишува не смее на таа температура да се пере, не смее ова, не смее оно. И најчесто упатствата се што не треба да правиме ако сакаме производ да ни трае повеќе. Нашите тела се еден совршен производ, една совршена машина создадена од Бог. Прекрасна машина која што дури и сама се поправа. Кога ќе се исечете раната, сама зараснува и само телото се поправа, само се регенерира. И сега, и за нашето тело како една машина има упатства. Како што реков, кога ќе купиме нешто, во упатствата има различни информации. Дури некои од овие информации може би изгледаат смешно, се повеќе има такви бизарни информации, но во Америка, знаете ли зошто ги ставаат тие? Затоа што се наоѓаат луѓе кои што ќе ве тужат ако не сте го напишале тоа нешто. Например, ќе купите телевизор и во опасството пишува телевизорот не смее да се става во вода. Ти викаш, па добро да не сум глуп, знам дека не треба во вода. Ама знаете што може да се случи? Некој ќе го стави во вода, ќе му се расипе и ќе го тужи продавачот и ќе рече ти не ме опомена, не ми кажа. Не пишеше нигде на упатството и затоа твоја е вината. И има такви еден куп бизарни упатства, некои дури и смешни, еве ќе ви прочитам некој од нив. Вели, има упатство за гаки, за долен веш. Вика, овие гаки може да ги пере и маж и жена. Да. Перете ги само кога се гадни. Гаките, вели, не смеат да се соблекуваат на јавни места. Да знаете. Не ги носете во комбинација со жолти чорапи. Не знам зошто. Гаките не се за групна употреба. Само за еден се. Исто така имате упатство за шампон, како да се користи. Вели, ако навистина не знаете, сигурно се уште мајка ви ве бања. Ако шампонот го користите под туш, дозволено е да си пуштите и релаксирачка музика. Представите. Сето ова се нели смешни, бизарни упатства, но голем дел од овие упатства знаат да содржат што не смееме да правиме доколку сакаме производот да ни трае подолго. Па на сличен начин, кога станува збор за нашето тело, Бог исто така ни дал упатства. И голем дел од тие упатства содржат што не треба да правиме за да можеме да му искажеме почит на Бог и нашите тела да бидат во една добра форма. И денес ќе погледнеме 3, ако даде Бог, може би 4 нешта за кои што Словото Божие експлицитно ни кажува што не треба да правиме со нашите тела. Ајде да погледнеме кој е првото нешто. Мислам дека ова е неизбежно кога станува збор за телото да го спомнеме. Блудот. Библијата јасно ни кажува дека блудот не треба да биде нешто присутно во животот на еден христијанин. Нашите тела не смеат да се користат за блуд. И кога овде велиме блуд, мислиме на секаков вид сексуален неморал. Блудот најчесто се однесува на сексуален однос пред брак, но овде е користен зборот порнеја, што значи секаков сексуален неморал. Во Прво Коринтијаните апостол Павле вели, бегајте од блудството. Секој грев што човекот го врши е надвор од телото, а блудникот греши против своето собствено тело. Интересно што кога Павле го пишува нешто, тој им пишува на христијаните во Коринт. И ако го читате ова писмо, ќе налетате на еден многу чуден случај таму. Дури Павле вели дека такво нешто не се среќава и помеѓу неверните. Во црквата во Коринт имало верник кој што спиел со татковата жена. Веројатно не му била мајка, туку маќа, но Павле кога слушнал за тоа нешто вели, слушам дека има такви нешта во вашата црква кои што не се среќаваат меѓу неверни. И тој вели, наместо вие да го осудите тој блудник, вие дури со него и се фалите. И Павле кажува дека овој човек треба да биде исклучен од црквата. Но интересно е што зошто ова се случува токму во Коринт. Во тоа време во Коринт се наоѓал храмот на Афродита, божица на љубовта, пагански храм, во кој што служеле околу 1000 свештенички. И овие свештенички всушност биле платени проститутки. И таму се вршеле најразлични оргии
нешта кои што биле неморални. Значи, блудот во овој град бил возвеличен на ниво на свето нешто. Си одиш во храм, замислите, и си имаш однос со некаква жена, и тоа е чин кој што е религиозен чин. Одиш во храмот за да уживаш во љубовта. И ваквото влијание, за жал, било пренесено и во црквата. Гледате, светското влијание во овој град, да биде на некој начин нормализиран овој греф, блудот, направил да се нормализира и во црквата. И црквата наместо да осуди една ваква постапка, тие се фалеле со неја. Зошто го кажувам сето ова? Затоа што живееме ние исто така во време кога блудот или сексуалниот неморал е нормализиран. Дури имаме се повеќе залагање и гласно во Македонија да се нормализира проституцијата. Секоја година излегуваат сексуални работнички и барат нивни права, да ова се нормализира, да влезе во училиштата, да се поучува дека тоа е нормално. И доваѓаме до едно ниво каде што тоа нешто општеството го прифаќа како па добро, тоа е тоа. Но Библијата по ова прашање е многу јасна. Кога станува збор за нашето тело и за сексуалните односи, Бог најасно ни кажува дека нашето тело има нешта кои што не се за секого. Оние нешта кои што се интимни по прашање на нашето тело, тие не ни се дадени да ги користиме со секој и на секаде. Нашето тело ние треба да го чуваме за во брак, по прашање на сексуалните односи. Затоа ако читаме во 1 Коринтијаните 7 глава, Павле вели: телото на мажот не припаѓа на мажот, туку на жената и обратно. И Бог знае дека сушност кога ние ќе го предадеме нашето тело на ваков неморал, може само да ни нанесе штета. Некој рекол дека сушност сексуалниот порив е како оган. Оганот може да биде корисен ако тој е ставен под контрола во вашата печка, во шпоретот, нели? Сите дома сега се грееме и голем дел од нас на огин, на дрва. И огинот знае да биде корисен, тој не топли кога е ставен под контрола. Но што ќе се случи со огинот кога ќе го палете насекаде? Ако решите насекаде да палете трава, да палете шума, насекаде да го имате огинот. Тогаш еднаш и отиде се. Тогаш настанува пожар и уништува се пред себе си. Ако оганот не е под контрола, ако не е ставен во некаква граница, тој е штетен. Исто е и со сексуалниот порив. Затоа нашето тело по ова прашање треба да го чуваме, да биде само за оној со кој што ќе бидеме во брак. Затоа на овој начин ние му искажуваме почит на Бог, бидејќи Бог така ги создал нашите тела. Представете си четка за заби. Вие имате дома четката за заби и си ја користите секој ден. Дали дозволувате ова четка за заби да ја користи некој друг? Замислете, комшијата тропне и вика: може ли да ја поземам четката, ќе ти ја врнам до вечер? Ќе одам на одмор ова недела, сакам да ја користам, да не купувам моја. Ќе му ја дадете ли? Не. Или бричот. Еве, ние мажите се бричеме, па и жените сега. Го користите вашиот брич, дали го давате на секој кој стигне да се брича со него? Не. Овие се интимни нешта. Па дури и долниот веш. Долниот веш се смеевме преска, ама нели? Ние не сакаме да носиме долен веш кој што некој друг го носил. Затоа што тоа е интимна работа. Овие интимни нешта не ги споделуваме со било кој. Исто и со нашето тело по тоа прашање. Ние мораме да научиме дека нашето тело треба да го зачуваме за оној со кој што ќе бидеме во брак. Има еден интересен пример за некој момче кој што станало христијанин и отишло кај пасторот да побара совет по прашање на врска со девојка и стапување во брак. И го прашал пастор и рекол: сакам да се оженам, кажи ми според тебе што мислиш, што е подобро, да земам жена која што имала повеќе врски и спиела со повеќе машки, или сака да спие со повеќе машки, или е подобро да земам девојка која што немала никаков однос и се чува за во брак. Пасторот малку размислил и решил да му донесе 2 бомбона. Едниот бил одвиткан, а другиот замотан.
И му рекол, овој од витканиот бомбон стоеше надвор долго време и на него муи го лазеа, може би некој го пробувал. Овој за витканиот воопшто не е допрен. Кој бомбон би сакал да го земеш? Што мислите, кој бомбон избрало момчето? За витканиот, тој рекол секако за витканиот. Зошто? Затоа што овој другиот не знаеме нели што се има на него и какви се муви биле на него. И на сличен начин тој му рекол исто така треба да го чуваме и нашето тело. Нашето тело треба да го зачуваме како овој завиткан бомбон за оној кој што ќе биде со нас во брак. Затоа и по ова прашање ние мораме да го почитуваме Бог по прашање на интимните нешта. И кога станува збор за блудот, верувајте дека Бог е крајно сериозен. Денеска, за жал, дури и кај христијаните има пракса да имат сексуални односи дури и пред брак. Ке си фати девојка, па излегува со девојката, па си спие со неа, си живее со неа, може би ќе оди на одмор со неа, па може би утре нема да му биде таа девојка, па ќе раскине, па ќе биде со некоја друга. И ние сметаме дека тоа е нормално, па дури меѓу христијаните, и станува се почеста појава. Но Библијата ова го нарекува блуд. Ние ти кажеме, па добро, што е погрешно ако и јас сакам и она сака. Но пред малку зборувавме за бомбонот кој што е замотан и бомбонот кој што стои отворен. Ние не би сакале да утре биде наша сопруга некоја која што спиела со било кој. Или може би претходно била со мојот другар, со мојот комшија и сега треба мене да ми биде сопруга. Затоа Бог по ова прашање е сериозен. И верувајте, овие нешта, дури колку и да изгледат банални и, како да кажеме, безопасни, ако некој претходно имал повеќе сексуални односи, овие нешта оставаат трага во нашата подсвест и оставаат трага во животот на секој еден човек. Има истражувања кои што се правени по ова прашање и кажуваат дека луѓето кои што имале претходно сексуални односи и не се чувале во брак, нивните бракови се повеќе подложни на развод отколку луѓето кои што се чувале себе си за во брак. И оние кои што живееле во врска, дури момче и девојка заедно и спиеле заедно, пред да бидат во брак, кај тие докажано е со истражување дека овие бракови многу повеќе завршуваат со развод. И сега ќе си кажете зошто? Не знам зошто, но факт е дека овие нешта влијаат на нашата подсвест. И Бог најдобро не познава. Рековме дека Бог е нашиот создател, тој го создал нашето тело, тој знае како функционираме и понекогаш кога ќе ни каже за нешто, треба да го послушаме. Има причина зошто тој поставил одредени граници. Кога станува збор за блудот, во евреите вели сите да го почитуваат бракот и брачното легло чисто, зашто Бог ќе им суди на блудниците и прелюбодејците. Бог јасно кажа дека луѓето кои што живеат во блуд, па дури ако си христијанин, еден ден ќе застанат пред Божиот суд. Бог вели ќе им суди нив. Ако читаме во Прво Коринтијаните, таму Павле набројува неколку видови на гревови и вели немојте да се залажувате, ниту блудниците, ниту прелюбодејците, ниту полово изопачените, ниту хомосексуалците нема да бидат помеѓу наследниците на Божиото царство. Овде јасно не се кажува дека луѓето што живеат ваков животен стил, нема да влезат во Царството Божјо. Бог е толку сериозен по ова прашање. Бог не вели, добро дајде, не е страшно, уживале нешто, се забавувале. Дури истото нешто ќе го видиме во Прво Коринтијаните. Вели, сега ви пишувам да не се дружите со оној кој што се нарекува брат, а си останува блудник. Овде апостол Павле вели, ако некој во црквата живее на таков начин, таквиот вели да го исклучите и со него да не се дружите, да немате ништо општо со него. Овие нешта ни кажуваат дека Бог е сериозен по ова прашање кога станува збор за нашето тело. Значи, рековме дека ова е прво нешто во Божјото упатство, Библијата, со како да го почитуваме нашето тело, со тоа што ќе бегаме од блудот. Ајде да го погледнеме второто нешто. Второто нешто, го почитуваме Бог со нашето тело со пристојно облекување. Во Библијата имаме неколку стихови и во Новиот Завет, но и во Стариот, кои што ни зборуваат за облекувањето. И кога станува збор за облекувањето, немојте да се љутете, сестри, но некако повеќе го засега женскиот пол.
Ние мажите можеби немаме толку тенденција нели да го експонираме нашето тело или да се облечуваме провокативно, но кај жените веројатно тоа е повеќе предизвик и затоа Павле овде се осврнува кон нив и вели од жените барам да изгледаат скромно, да се облекуваат едноставно и пристојно. Но во Стариот Завет имаме уште едно опомена, вели жената не треба да носи машка облека и маж не треба да се облекува во женска облека. Секој што го прави тоа е одвратен пред Бога. Овде имаме уште едно упатство како треба или не треба да се облекуваме. И по ова прашање се почесто во светот ќе видиме дека модата оди во надолна линија. Се повеќе модата ни нуди разголено тело. И дури во светот на забавата, во светот на филмот или музиката, ќе видите дека овие популарни звезди се повеќе се експонираат разголени. Оваа година, например, Бјанка Цензори, австралиска манекенка, беше на Греми наградите потполно гола. Можете да ја видите. Таа се појави гола на самата забава на доделувањето на наградите. Минатата година на доделувањето на Оскари, актерот Џон Сена се појави потполно гол. Само со една тетрадка пред себе си или на табличка. И ова не е изолиран случај. Ќе видите, се повеќе на модната писта излегуваат со некаква провидна роба или облека, каде што целото нивно тело се гледа. Каде што дури ви е непријатно да стоите до таа личност. Па дури и начинот на облекување денеска на улица е сличен. Сега понекогаш можеби жените или девојките се мислат со ова ќе го привлечам момчето, со ова ќе ги привлечеме машките, бидејќи машките сакаат да гледаат жени со разголено тело. Но направена е неодамна е направена анкета во која што над 1000 мажи се прашани како сакаат жените да бидат облечени. И има повеќе прашања, ја издвоив неколку поважни, издвоив 5 или 6, ќе ги прочитаме и ќе видите како одговориле мажите на овие прашања или изјави. Еве го првото. Вели, скромното и пристојно облекување е важна карактеристика што треба да ја има вашата идна сопруга. 95,4% од мажите се согласиле со ова изјава. Скоро 100%. 100% од нас мажите велиме сакам мојата идна сопруга да се облекува скромно и пристојно. Не сакам таа да е разголена. Иако можеби вие си мислите жените, тој ќе ужива, нели да сум разголена. Еве го второто прашање. Помалку или изјава, помалку е ценета и почитувана девојката која што се облекува разголена, отколку она што се облекува пристојно. 75,6% се согласиле. Третата изјава. Ако пријателката излезе со вас во нескромна, разголена облека, тоа на вас не би ви представувало проблем. Тоа е прашање до мажите. Само 14% се согласиле дека нема да им представува проблем, ако пријателката е облечена разголена. Исто така, они од вас кои што одите во теретана, може би забележувате дека се повеќе стилот на облекување во теретана кај девојките е непристоен. Јас одам во теретана и понекогаш ми е непријатно да бидам таму, затоа што се повеќе се облечени во некаква тесна облека, каде што треба да го вртиш погледот. Сега има и за тоа прашање. Вели, кога вежбаат девојките, ворете да носат потесна облека што премногу открива. Само 26% од мажите се согласиле дека е ворет. И последно, за мажите е предизвик кога деколтето премногу ги открива градите. 90,8% се согласиле дека за мажите тоа е предизвик или им пречи. Тие мора да го вртат погледот на друга страна или да се воздржуваат за да не им доваѓаат некакви нечисти мисли. Реков дека проблемот со ваквата облека е што ние мажите сме ставени во ситуација да мора да го свртуваме погледот, да мора да се воздржуваме од нечисти мисли и секогаш кога жената се облекува во ваков начин, таа го става мажот или оние машки кои што се околу неа во една непријатна ситуација. Сега стигаме до третото нешто.
со кое што исто така му искажуваме почит на Бог со нашите тела. Третото нешто се пороците. Кога зборувам за пороците, мислам на цигарите, на алкохолот, на дрогата, на сите оние зависности, хемиски зависности кои што нашето тело го уништуваат. Факт е дека нашето тело не е создадено за ваков вид на отрови. Нашето тело Бог не го создал за да се труеме со овие хемикалии. И кога ние користиме било што од овие нешта, кога ние користиме цигари, претерано кога користиме алкохол, кога користиме дрога, ние го оптоваруваме и го уништуваме нашето тело. И повторно и тука луѓето може да кажат, ама тоа си е мое тело, јас ако сакам да си го уништувам, тоа е моја работа. Но сетете се што вели Павле по прашање на вашето тело. Вели, не заборавайте дека вашето тело е храм на Светиот Дух. Така ли беше? Рековме дека нашето тело не е создадено за пороци. Нашето тело не е создадено за цигари, не е создадено за дрога, не е создадено за да го уништуваме. И ние можеме да го правиме тоа нешто, но со тоа нешто си нанесуваме штета на нашето тело и не му искажуваме почит на Бог кој што го создал нашето тело. Бидејќи Библијата вели дека нашето тело е храм на Светиот Дух. Представете си што ќе се случи ако кола со дизел мотор во неа ставите бензин. Ќе зариба моторот. Што ќе се случи ако во чевлите ставите вода? Ако пробате со чевлите да пренесувате вода да си ја вадите бавчето, ќе ги уништите чевлите. Што ќе се случи ако пробате со шише да ковете шајки? Ќе успеете ли? Ќе го скршите шишето. Во сите овие случаи ние се обидуваме да користиме некаков предмет или производ за она за кое што не е наменето. Кога нашето тело го користиме за она за кое што не е создадено, ние едно искажуваме непочит кон Бог, бидејќи велиме, Боже, ти си го создал моето тело за едно, ама јас ќе го користам за друго. Што ме гајле? Искажуваме непочит кон Бог, но исто така го уништуваме и нашето тело. Многу христијани кои што доаѓаат кај Исус, тие го предаваат својот живот на Исус, но не се спремни да ги остават пороците. Не се спремни и по ова прашање да го почитуваат Бог и со своето тело. Да ги оставяме пороците, дали е можно? Можно е. Знам дека многу од вас тука пушеа, сега не пушат. Еве тетка Цаца. Дали е лесно? Не е лесно. Не велам дека е лесно, нема да ве лажам и сега да се правам паметен, тоа можеш у секое време, нема никакво гајле, никаков проблем. Но ние не сме повикани да го правиме тоа што е лесно, туку сме повикани да го правиме тоа што е исправно пред Бог. И ако сакаме да го почитуваме Бог, понекогаш треба да кажеме, Господе, мене ми е тешко да го оставам тој порок, ама заради тоа што Тебе те сакам, Тебе те почитувам, заради Тебе ќе ги оставам. Сакам со моето тело Тебе слава да Ти донесам. Сакам со мојот живот Тебе да Ти искажам слава, дури и преку моето тело. Затоа, еден од начините со кои што искажуваме почит кон Бог е и по ова прашање. Со тоа што ќе одлучиме да ги оставиме пороците во нашиот живот. Сами да го направиме тоа не е лесно, но верувам дека со Божја помош можеме побрагу да ги оставиме. И Бог помогнал на многу луѓе, дури и луѓе кои што биле зависници од дрога, за кратко време да ја остават дрогата. Штета. И сега во сите овие сфери кога зборувавме за нашето тело, ова бара понекогаш од нас жртва и одрекување. За да јадам умерено, а да не јадам колку што сакам, бара од мене да се контролирам, бара жртва. За да не се предадам на пороци, да се воздржувам, бара од мене исто така жртва, бара да се контролирам. За да не се одадам на блуд, бара од мене жртва. Но погледнете што ни кажува Библијата во 1 Коринтијаните, 9 глава. Повторно Павле, зборувајќи за нашето тело и како треба да се однесуваме, тој го користи примерот со атлетичарите. И вели вака, секој атлетичар се одрекува од многу нешта за да добие награда што нема долго да трае. Оние кои што се занимаваат со спорт, знаете дека многу пати, ако сакаш да бидеш успешен во спортот, треба да ги оставиш сите пороци. Се воздржуваш од многу нешто, се воздржуваш од некаков вид на храна, си легнуваш рано, стануваш рано, одиш, трчаш и вежбаш секој ден. И
Во таа смисла, тој вели, атлетичарите и самите они се воздржуваат од многу нешта и тоа за награда што не трае долго. Ќе добијат некаков медал, денес го имаш, утре го немаш, и тоа е. А вели, нашата награда вечно ќе вреди. Затоа јас, вели Павле, го совладувам своето тело и го правам роб. Та јас кој што им проповедам на другите да не бидам самиот непожелен. Павле вели, го правам моето тело роб, или друг превод вели, го обуздувам. Решавам да го контролирам, да го зауздам, како на конјот кога со уздите му влечеме, кочи, нели, да не оди напред. На нашето тело понекогаш треба како на конјот да му кажеме, кочи, не продолжувај напред. И ова е начинот по кој што ние како христијани треба да се однесуваме со нашето тело. Кога нашето тело ќе посака да оди во правец кој што не му е угоден на Бог, кој што не го почитува Бог, кога нашето тело ќе посака да прави нешто што Бог го забранува, ние треба да го обуздаме, треба нашето тело да му кажеме кочи. Исто како што атлетичарот се жртвува од многу работи само за да добие награда, да успее, така вели Павле и ние го зауздуваме нашето тело, го поробуваме за да можеме да стигнеме до вечната награда. И еве, тука ќе завршам за денеска, па нека ни помогне Бог во сите тие нешта да останеме верни и да бидеме пример во овој свет. Амин.